Точно е 18 часот и 53 минути. Ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Нашно и ваш гостин, почитувани, е господинот Дардан Венецки, долгогодишен трагач по македонската вистина. Во овие моменти го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени преку видеолинк. Верувам дека се е во ред и се слушаме. Добро, господине Венецки, добро ви утро и добро ни дојдовте на последнава емисија на Македонски корени за 2020 година. Добро утро и добро ве најдов. Поздрав до гледачите на Македонски корени од Сиднеј. Поздрав до сите македонци каде и да се. Добро утро и од мене, господине Венецки, и уште еднаш ви благодариме што не удостоивте со уште едно ваше учество на Македонски корени. Да започнеме. Немаме време. Да, повелете. Благодарам и јас велам на укажаната доверба и чест. На лудориите на владата на Заев им нема крај. Најновата лудорија е она на министерката за образование и наука Мила Царовска. Соочени со бугарското вето и комплетната негација на историјата од страна на Бугарија, Заев преку Царовска ни нуди некаков нов концепт во средното образование, бришејќи ја историјата и географијата од образовниот систем како засебни предмети. Ваше видување за ова опасна игра на владата на Заев и колку ќе ја чини Македонија и македонскиот народ ако, не дај Боже, ова се спроведе? Дали ова е само едно замајување на главниот проблем, а тоа е марганизирање на историското образование кај децата од најрана возраст, кога кај нив се оформува националното и идентитетското чувство, бидејќи насекаде во светот историјата и јазикот се идентитетот на државата и нацијата, така што и во нашиот случај македонскиот јазик и македонската историја се треба и би требало да бидат идентитетот на државата и нацијата? Јас мислам дека ова е повеќе од лудорија. Тоа е премногу благ збор. Треба да се употреби некој многу погрд, меѓутоа мислам дека нема да биде адекватно и нема да биде цивилизацијски и достоинствено према нашите гледачи. Ова е практично бришење на меморијата на цел еден народ, бришење на целото историско минато, кинење на врските со нашите древни предци. Тоа е прекин на континуитетот, на милениумскиот, не на вековниот, не на деценискиот, туку на милениумскиот континуитет на македонскиот народ, идентитет и јазик. Тоа е практично еутаназија, практично само бришење, само уништување на еден народ. Токму она што го бара вавилонската блудница и незините сојузници од преку барата. Злосторниците кои што ова го смислиле, многу добро го смислиле. Тие знаат дека со тоа не само што ги прекинуваат врските, тие ни ја уништуваат и иднината. Многу е добро познато дека народ без минато нема иднина, како што дрвото без корен се суши, така и со народите. Нашето историско минато, нашата историска меморија не држи сплотени, не држи компактни, го крева нашето достоинство, нашата гордост, што е придобивка за секој еден народ, за секоја една нација, ако милува да обстои, да се одржи во бруталната политичка на бруталната политичка сцена во светот. Многу добро е познато дека историјата е учителката на животот. Ако сакаш, вели изреката, или на умните луѓе, да уништиш еден народ, тогаш уништи му го образовниот систем. Денес во Македонија токму тоа се чини, се уништува образовниот систем. Целта е јасна, да се избрише меморијата на еден народ, да се претвори во една флотантна маса. Ова е еден чин кој што практично на кој носител не се нашиве соседи. Тие се само измеќарите во служба на многу помокните
воени профитери од Европа и пошироко. За жал, после нас и тие ќе дојдат на удар. Само не може да се чини тоа да го сватат. Затоа што ова е дел од еден голем цивилизацијски студир меѓу истокот и западот, меѓу источното и западното поимање на религијата. Тоа е процес што се одвива со милениуми. Финалето го имаше во Букурешт 1913 година, кога Македонија беше распарчена меѓу соседите. Иначе, платформата е направена уште на Берлинскиот конгрес, кога се создадени поголем дел од балканските држави, како што се Србија, Романија, Црна Гора, Бугарија, а Грција нешто порано, подосна и Албанија. Сите тие се создадени на територијата на македонската држава. И тие практично се тие кои што атакуваат по налог токму на Вавилонската блудница. Не случајно македонскиот народ ја испеал оваа песна. Меѓутоа, за жал, сега тоа се одвива со малку поинаква тактика. Не се одвива како што тоа беше 12 и 13 година со брутален атак и физичко распарчување со војни. Сега Западот најде пософистицирани методи за бришење на народите, за бришење на нивната меморија и претварање во една флотантна маса која што лесно утре некој ќе ја присвои. Тоа го чинат преку инсталации. Најчесто тоа се криминални структури, луѓе со ниско интелектуално ниво, со низок коефициент на интелигенција, најчесто заглавени во криминал, лесни за уцени и закани за остварување на нивните цели. Тоа, за жал, не се случува само во Македонија. Тоа е случај во сите наши соседни земји. Затоа и сите страдаме. Јас мислам, зборувавме во претходните мои настапи, ако погледате на нас што се случува после секоја турбуленција, после секој конфликт, најмокните, најпрофитабилните фирми завршуваат во рацете на западните мокници. Така е со банките, поштите, телекомуникациите, со електростопанствата, со рудниците. Тоа е неминовен процес за сите овие мали држави кои што се фатат во орото и ќе играат оваа валкана, мизерна улога. Ова што сега најасно го прават бугарите е срам за целиот бугарски народ. Јас не верувам дека бугарскиот народ стои за политиката на нивните политичари. Бришењето на... Например, велам, затоа нас не ни треба заштита на идентитетот, јазикот, културата. Тие се доволно заштитени. Нашиот јазик е меѓународно признат, запишан во Обединетите нации, запишан во Европската унија. Нас ни треба заштита од сопствените политичари. Јас пред некој ден имав еден Facebook статус, му се обратив на пазателот на државата, кога веќе и тој и премиерот одбија расправа во парламентот за македонските црвени линии. Видите, бугарите имаат декларација во бугарскиот парламент. Има став на Бугарската академија на науките по ова прашање. Има објаснувачки меморандум на бугарската влада. И тие не можат достапат ни милиметар од тоа што го имаат усвоено во овие институции. А ние, што ние правиме? Не сакаат расправа. Вели било странно и недостоинствено да се бара од пратениците и политичарите со свој подпис да го потврдат идентитетот. Тој е заштитен, меѓународно потврден. Да, ама ние не сме заштитени од собствените политичари. Ние знаеме како ни го сменија името, со измама, со лаги, брутални лаги. Истото ни се случува и сега. Фактот што со месеци наназад ние не сме слушнале политичар наш од оние водечките да изговори името Македонија и македонец е гаранција дека во блиска иднина ќе биде избришено се што е македонско. Фактот што не се објавуваат резултатите од ставовите на историските комисии, што не се објавува меморандумот што е упатен, односно нон-пейперот што е упатен до Бугарија. Тоа е гаранција
дека се работи позади грбот на македонскиот народ и дека повторно ќе бидеме донесени пред свршен чин. Сега, ако ова се случи, ако ние избришеме историјата од учебниците, ако нашите деца престанат да учат историјата, што ќе се случи? Па ќе се случи тоа да ние заборавиме на антиката. Што ќе се случи ако ние останеме без антиката? А што ќе се случи ако останеме без библиската меморија? Македонците се библиски народ. 28 пати запишани во Новиот Завет и 60 на пати во Стариот. Што ќе се случи ако ние заборавиме на Самуил, заборавиме на Илин Дениле до 903, ако заборавиме на Асман, а токму тоа се бара. Ние веќе го избришавме Асман од уставот на Република Македонија. Ние се претвараме во една флотантна маса. Флотантна маса готова за присвојање. Кој ќе стигне да грабне и да дрпне. Евете ги, ние веќе практично се во предвечерието на 1912 година. Повторно да не се случи оно што се случуваше 12 година. Тоа ли го сакаме? Нашиот политички врв, нашите политичари, ова мора да го сватат. Дека ова подметнување што не го прави Европа и не само Европа, нека ги погледаат пораките што ни ги упатува Европа, ќе им стане јасно што ни се случило. Тоа е трагедија за еден народ. Најстариот народ во Европа, најстарата нација во Европа. Ние тоа мора да го спречиме и тоа самите. Не треба да чекаме некој друг. Ова неразумно однесување мора да се спречи. Насушно ни треба една декларација во македонскиот парламент која што ќе не заштити не од надвор, ќе го потенцирам ова неколку пати за да се свати. Нашиот идентитет и јазик за заштитени, тој не може никој да го урниса, ако самите ние не го урнисеме. Нас ни треба заштита од нашите политичари, нас ни треба декларација во македонскиот парламент со која што ќе им забрани на политичарите да разговараат и преговараат за македонското име, идентитет и јазик. Тие се дел од неотуѓивото право на самоопределување, кои се дел од домашното право и не можат да бидат предмет на меѓународни разговори, преговори, договори, ниту да бидат предмет на преговарачка рамка за влез во Европската Унија. Европската Унија не е достојна за нашето име. Нашето име нема цена. За тоа не смее да се разговара. А токму тоа, гледа, нас во очи не лажат. Сите истапува се, нема разговор за името, идентитетот и јазикот, тоа е завршена работа, а не сакаат декларација во парламентот која што тоа ќе им го забрани на нашите политичари. Тоа е гаранција дека нас ни се работи позади грб. Ова може да го спречи само македонскиот народ. За жал, ние имаме млитава опозиција. Ова што сега ни се случува, требаше да се прекине на еден енергичен начин со враќање на мандатите во собрание, излез на улица, блокирање на собранието и нема одење дома додека не се заземе еден таков став, додека не се изгласа една таква декларација која нас граѓаните ќе не заштити од сопствените изроди, од сопствените измекери кои што не работат за интересите на македонскиот народ, туку се во служба на воените профетири, на моćните воени профитери од Запад. Токму така, господине Венецки, бришењето на историјата како засебен предмет од основното образование наиде на силен отпор, почнувајќи од обичниот македонски народ, па се до научната фела. Дали Заев и Царевска, преку нивните изјави дека немало се да се избрише од историјата, туку само некои делови сакаат да на мала врата да го протнат барањето на Бугарија, бришејќи ги сите оние делови кои што и пречат на Бугарија? Па видите, јас уште еднаш ќе потенцирам. Бугарија е маргинален играч. Таа е само машата во рацете на моćните воени профитери за остварување на нивните цели.
кои што тие ги остваруваат не со децении, не со векови, туку со милениуми. Македонија е во центарот на субирот меѓу источната и западната цивилизација. Ако се вратите наназад, ќе видите дека се што се случува во антиката, во средниот век, се што се случува во религијата, во верата, се иде преку Македонија. Неизбежен елемент, неизбежен момент е Македонија. Се што се случува на културен, цивилизацијски план, на верски план, све е преку Македонија и македонците. А Западот не може да си дозволи својата цивилизација да ја темели на македонската, на славјанската, на источната. Тоа е затоа основната нивна цел е бришење на македонизмот. Ако вие внимателно ги следите изјавите на нашите соци, ќе видите дека бугарскиот председател што многу одамна изјави дека она што нив им пречи, и не само нив, и на Европа, е македонизмот. Значи, на удар е македонизмот. Тоа значи, треба да не очекува бришење на се што е македонско. Секој цивилизацијски дострел што е трнат од најдревни времења до денес, све е преку Македонија. Од писмото, јазикот, културата, митологијата, првите музеи, првите библиотеки, првите театри, првата музичка скала, Хомеровите епови, што сакате. Све е врзано за варварите кои што живееле на север од хеленските полиси. Тие немаат држава, само имаат градови. Дојдени се овде како пирати и тоа си остана. Се што е цивилизацијски дострел е на староседелците, пелазгите, од генот на венетите во 6 век преминувани во словените, а центарот на таа цивилизација е Македонија и македонците. Неизбежен што се вели момент во светот, забележан од сите антички автори. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Одлично. Гледам промени некој на екранот, па сакав да проверам. Гледајте ги вие само пораките што ни ги упатуваат западните мотници, тоа што е еврокомесарот, како се западните најмотни држави. Тие постојано повторуваат, ако сакате во Европска унија, мора да ги почитувате принципите на Европската унија. А тоа значи дека тие меѓусебно се штитат, дека членките на Европската унија имаат право на вето. И затоа пораките нивни се јасни. Ако сакате во Европа, мора да тоа го сторите преку почитување на добрососедските односи, а тоа значи прифаќање на сите уцени закани од нашите соседи, во овој случај од Бугарија, колку и тие да биле нецивилизацијски. Со ова Европа практично гази по собствените принципи, гази по меѓународното право, по универзалната декларација, по Виенската конвенција за договорно право и пред се по повелбата на Обединетите нации, во кој што основен постулат е почитувањето на правото на самоопределување и самоидентификација. Во овој случај практично нас тоа не ни се дозволува. Ти гледајте Захариева, гледајте го Борисов, гледајте го посебно Каракачанов. Вели, ние не го оспоруваме правото на самоопределување. Па што значи ветото на договорот со Фронтекс? Само поради додавката македонски. Што значи ветото за пристапни преговори со Европската унија само поради придавката македонски? Значи, основно барање на македонците, ние да го избришеме македонскиот јазик, да запишеме нешто друго, да се откажеме од сопствениот идентитет. Тоа значи целосно бришење на се што е македонско. За жал, нашите измекари во политиката, инсталирани однадвор, не можам поинаку да ги наречам, уценети политичари, за жал не се само кај нас, него и сегде, им идат на рака и практично прифаќаат се од нив што ќе се побара, само да останат на власт. И тоа е нашата трагедија. Према тоа, да одговорам, да финализирам мојот одговор на вашето
прашање, значи ќе се брише се, не фрагменти. Затоа историјата, они не можат ова да го кажат отворено на народот, туку го прават во скриена форма со укинување на историјата од образовните програми за основно одделение. Децата наши веќе не смеат да чујат ништо за антиката, не ќе смеат веќе ништо да чујат за средниот век, не ќе практично ние ќе бидеме држава и народ од Преспанскиот договор па навака. Господине Венецки, ако ова навистина се случи, јас одам на наредното прашање, ми треба само да заклучиме, ако ова навистина се случи, успеат да го симнат, да симнат историјата како засебен предмет, овие генерации кои што ќе учат таква си никаква историја, која ќе пораснат, не ќе знаат ништо за себе, тие единствено ќе бидат само граѓани на Македонија, а сите други кои што живеат малцинства, Срби, албанци, египчани, роми, сите тие ќе бидат она што се, само нашите ќе бидат три коси црти или само граѓани на некоја си таа нова творевина Македонија. Тоа би било накратко од она што го сублимираме во вашиот исказ. Инаку го напоменавте вие Каракачанов, кој што не пропушта ниту во најмала прилика за да испрати порака за негација на постоењето на македонскиот народ. На гостувањето на националната бугарска телевизија запрашан зошто тој и Борисов решиле да им помогнат на соседите од Република Македонија со вакцините за COVID-19, тој иронично одговори: не станува збор за соседи, туку за сонародници. Бугарија е држава на сите бугари. До кога забегната влада на Заев, пред се мислам на повисокиот државен врв, ќе му дозволува на Бугарија да гази по достоинството на македонскиот народ? Ако ова се случи во било која друга држава во светот, се знае што следува. Прекинување на дипломатските односи и протирување на дотичната особа, амбасадор во таа земја. Во Македонија ни глас. Неми. Епа, што може друго да се очекува ако ние имаме власт која што игра по ноците и по диктатот на големите сили, по диктатот на воените профитери? Како можат да реагират ако ние имаме врвни политичари уценети? Видите што се случи? Аболицирани, амнестирани, еден дузина криминални афери кои што немаат завршница. Дори оние што имаат завршница се чува веќе до нивното застарување. Тие луѓе им треба како да реагираат. Тие не смеат да реагираат. Ако направат нешто што е во полза на македонската држава, што е во полза на македонскиот народ, веднаш ќе им бидат извадени кривичните пријави, веднаш ќе им бидат ефектуирани правосилните пресуди со ефективен затвор. Тие нема каде да одат. А затоа нашите соседи ќе бидат се безобразни и се подрски. Настапите на Каракачанов сегде во свет би се сметале како срам, не за нас, срам за собствениот народ. Нема лоши народи. Ние немаме ништо против бугарскиот, српскиот, грчкиот, албанскиот народ, еве да ги спомнам нашите соседи. Меѓутоа, имаме лошо искуство, имаме револт кон политичарите од соседството, кои практично гледајте колку мизерни настапи, колку навредливи настапи. Не е само тоа према народот, него и према политичарите. Каракачанов истапи со изјава дека нашиот премиер, внимавајте, како секој бугарин паметот му доаѓал на редниот ден. Па тој го направи нашиот премиер малоумен. Го направи бугарин. Ги сметаме за пријатели. Јас не сакам да го бранам достоинството на премиерот. Тоа е негова лична работа, тој сам треба да се одговори. Меѓутоа, мене ме погодува нешто друго. Јас сум граѓанин на оваа држава. Јас сум македонец. Функцијата премиер е институција на државата Македонија. Каракачанов со ова ги навредува македонските институции, го навредува целиот македонски народ. Јас како граѓанин на оваа држава барам заштита, барам дециден одговор,
така како што тоа доликува на секоја суверена држава. А се знае кои се принципите во меѓународното право. Принципот на суверенитет, меѓусобно почитување на територијалниот интегритет, почитување на достоинството на народот. Јас барам од нашите политичари да ме заштитат. Не кој ќе стигне да ме гази, да ме понижува. Не сум ја измислена нација. Јас знам кој сум. Не треба никој да ми кажува кој сум, што сум. Мене ми кажале моите предци, моите родители, моите дедовци и баби, моите прадедовци. Сите тие биле македонци. Јас барам некој да ми го заштити идентитетот. Не може мене некој да ми кажува дека постојам од 44 година. Па тоа е срамно што ни се чини. Ова треба да го знаат нашите пред се премиерот, председателот на државата, министерот за надворешни работи. За ваква работа, ваквите истапи, ти да негираш нација, да негираш идентитет, да кажеш дека вие не сте македонци, туку сте одродени бугари. Две држави, еден народ, со еден јазик, западно-бугарски дијалект. Па тоа е пројавување на директни територијални претензии. Тоа е чин на непријателство, раменно објавување на војна. Затоа се знае што следи. Веднаш прекин на дипломатските односи, протерување на амбасадорот, известување на Обединените нации и Европската унија, раскинување на договорот. Односите ќе продолжат тогаш кога тие ќе не почитуваат како суверена држава, како суверен народ. Ние не сме дрво без корен. Не може по нас да гази кој ќе стигне. Тоа е задача на председателот, тоа е задачата на премиерот, тоа е задачата на министерот за надворешни работи. Тоа не може така да помине. Ние тоа мора да го знаеме. Мора нашите политичари за жал треба да се издигнат, треба да созреат, треба да се возгордеат, не да коленичат. Него јасно и гласно да кажат, нема разговори за име, идентитет и јазик. Ќе ги продолжиме разговорите, преговорите за пристап во Европска унија тогаш кога ние ќе бидеме третирани како рамноправни субјекти во меѓународното право. Не може со нас да се поигрува кој ќе стигне и како ќе стигне. За уште една небулоза од многуте на шефот на бугарската одбрана Красимир Каракачанов, за која начнавте пред 2-3 дена, повторувајќи го бугарскиот став дека бугарите и македонците зборувале ист јазик, испрати уште една провокација, велејќи дека секој нормален човек што прочитал повеќе од 5 страни историја знае дека не постои македонски идентитет, оделен од бугарскиот пред 1944 година. Како ќе ја прокоментирате оваа негова изјава и ако сте вие оној кој треба да му врати на Каракачанов на овие провокации, како би бил вашиот одговор, господине Венецки? Па јас му одговорив на Каракачанов на мојот Facebook статус, му одговорија и други поединци, јавни личности, историчари и така натаму, меѓутоа за жал не одговори оној кој што требаше, не одговори председателот на државата, не одговори премиерот, не одговори министерот за надворешни работи. Меродавно е тие да одговорат, тие да го заштитат колективниот идентитет на македонецот. Јас јавно му напишав на Каракачанов не да не прочитал 5 страници од историјата. Тој не прочитал ниту 5 реда. Јас јавно и сега ќе го прашам. Дали тој стекна дипломата со регуларни одговори на прашањата и полагање на испитите на нивниот факултет, или дипломата на историчар, тој е историчар, Каракачанов е историчар, или му е подарена. Дали протича до некој антички автор? Не постои антички автор кој не спомнува Македонија и македонци. Не постои средновековен автор кој не спомнува Македонија и македонци. Во Библијата
и Македонија и македонците се спомнати 28 пати и во Стариот Завет уште 10 пати. Таму нема ни бугари, ни срби, ни грци, ни албанци. Само македонци. Македонци ги спомина Теодорит Кирски во 4 век, ги спомнува Јован Ефески во црковната историја 5-6 век, ги спомнува митрополитот Солунски Јован во почетокот на 7 век, Јован Зонора, Скилица, Кедрин, Ана Комнена, Лав, Ѓакон, еден куп, стотици автори ни 7 век. Јован Каменијат ќе запише дека Солун е најголемиот и најубавиот град на нас, македонците. А од Солун се браќата Кирил и Методи, кои што тие сега ги присвојува на 9 декември. Јавно го прашав историчар, го упатив Каракачанов да си ги прочита своите водечки историчари, како Златарски, Марин Дринов, Димитар Ангелов, Јордан Иванов. Димитар Ангелов му напиша уште 47 година дека постојат во бугарските архиви преку 50 документи во кои што жителите на Македонија себе си се декларирале како македонци. Го дава примерот на Јован Јерекар од село Власто, Охридско, пород македонец. Такви има преку 50 документи во бугарските архиви. Каков е тој историчар кој ова не го прочитал? Не го прочитал архивите австрийски во кои што царот Леополд дава заштита на македонците после Карпушовото востание. Не слушнал ли за македонскиот полк во Русија, формиран од бегалците после Карпушовото востание? Полк формиран од македонци. Треба ли ние да се докажуваме? На крај крајот, вчера да сме македонци, тие се должни тоа да го прифатат. Правото на само предлагање тоа од нив го бара. За жал Каракачанов нова се заборави. Тој гази се преку живи луѓе. Му сметало што сме ги нарекувале фашисти. Па што беа фашисти? Кој ги уби децата во Ваташа? Кој ги депортираше евреите во Требринка? Кој го донесе законот за заштита на нацијата, кој што им беа одземени имотите и сите граѓански права на евреите во Бугарија? Не го направивме ние, не направивме ние сојуз со Германија. И на крај му порачав на Каракачанов, наместо да го негира македонскиот идентитет. Меѓутоа тоа не требаше тоа требаше да му го порача Ману, Министерството за надворешни работи, председателот на државата му препорачав да се ја прочита книгата Зелениот гроф од Јордан Тодоров, печатена во Варна 80-та година, во која што францускиот патепис Огис де Лафрон опишува етнички бугарин облечен во свилени шарвари со обличени глави, округли лица, ситни очи, типичен турко-монгол. Дали тоа одговара на неговиот опис? И му препорачав да се погледа во огледало. Јас го гледам како рус со сини очи, руси коси, што е далеку од описот на турко-монголи. Знамето на Самуил е сонцето. Знамето на бугарите е конска опашка. Еве овде. Дали ме гледате? Дали гледате? Покренете малку погоре. Покренете малку погоре за да се види. Ова од Гоце Ангелични Жура. Ова е еден документ од времето на Хенри II 1002 до 1024 година, во која што е дадена една гравура, единствениот доказ за името на државата на Самуил. Тоа е Склавинија. Тоа е првата девојка од десно над главата и пишува Склавинија. Рома, Германија и Галија, тоа се 4 најголеми царства во Европа. Германија и Склавинија се соседи. Договор имаат во Ведлинбург, ми се чини, беше. Братот на Самуил го има заклучено. Тоа е страотно нешто. Не е Бугарија. Во бугарските извори ќе видите дека Самуил се одвел од царството на Петар и формирал собствена држава, ги протерале бугарите. Тоа Каракачанов не го чита. Еве се овдека имам една карта, исто од почетокот на 11 век. Еве тоа е ова карта. Не знам дали може да читате гледачите. Тоа од германските извори, исто од Гоце Ангеличин Жура. И што ќе прочитате? Вели за државата на Самуил. Тоа е федерација на словенскиот крунисан принц и поглавар на Македонија
Самуил. Не може ова Каракачанов да не го знае. Тој треба прво да се описмени, па после нас да не критикува. Токму така, а тој на Бугарската национална телевизија пред ден-два се исмејуваше дека или се жалаше дека сне ги нарекувале монголи татари и дека Македонија ќе испадне дека била уште од времето на Павле и дека ќе испадне дека Исус бил македонец, заборавајќи на тоа дека фактички ние и во вестите кажаве дека на еден начин тој сам се призна дека навистина Павле дошол во Македонија, а не во Бугарија. Очигледно е дека и Бугарија и Грција ја негираат македонската историја и македонизмот. Дали спрема вас имаат координираност во действувањата на политиките меѓу Грција и Бугарија, бидејќи договорите кои дојдоа еден после друг и по содржина се слични имаат заедничко сврзано ткиво, а тоа е негација на македонштината и македонизмот? Па нема дилеми дека се координирани. И не само постапките на Бугарија и Грција, тука си постапките и на Србија и на Албанија. Координирани се, како што реков, од еден центар, тоа е Вавилонската блудница и Калето во овој момент. Се е диригирано од таму. Јас во почетокот пред години зборував дека едни ни зборуваат име, други идентитет и јазик, трети црква, четврти со насилие и со оружје атакуваат врз македонската држава. Меѓутоа се повеќе сваќам сега дека работите идат подалеку. На сите држави од соседството им се ветува Македонија. Сите држави постапките ги влечат по налог токму на западните воени профитери. Грција е создадена, се знае од мокните западноевропски земји. Германците им дадоа крал, тие им донесува научници, тие им донесува историчари, им пишува историјата, им го пишува уставот. Во уставот на Грција ќе прочитате дека Грк е секој православен христијанин. Со тоа тие предувуваат не на цела Македонија, многу пошироко до Дунав, па и на север. Видите, имаат аспирации према македонската црква. Велат дека богослужбите биле на грчки јазик, дека Охридската патриаршија е грчка црква. Исто и бугарите. Тие со тврдењето еден народ во две држави, прогласување на Охридската архиепископија за бугарска, повторно предавуваат аспирации за цела територија на Македонија и асимилација на македонскиот народ. Србите со ставот, со непризнавањето на македонската црква, практично си ја бараат вардарска боновина назад, таа што им е дадена со Букурешкиот договор, кој се уште не е укинат. Албанците пак со тиранската платформа и законот за двојазичност исто така предјавија аспирации за целата територија на Македонија. Тие имаат аспирации према македонските цркви во Западна Македонија. Велат дека сме македонизирани албанци. Тоа е сигурен доказ дека тие се координирани од еден центар. Практично сенките на минатото се враќаат пред вечерието на 12 година е пред нас, а тоа не значи ништо друго туку крв до колена. Европа го држи Балканот како буре барут кога им требе да произведуваат контролирани судари од кои што тие ќе профитираат во сите овие земји. За жал, нашиве соседи, но и нашиве политичари не можат да го разберат тоа. Ова не е само таа трагедија. Централното прашање на шијата го предме што понатаму, што треба да превземеме за да ова лудило престане. Затоа што во сенките на овој судир околу Македонија, грабеж на македонскиот идентитет, историско и културно наследство, се крие нешто многу пострашно, ама не само за Македонија. Нашиве соседи треба да сватат дека се одвиваат многу покупни процеси. Веќе го дадам само низ примерот на Македонија. Ние во сенките на овој спор ни се случува, ни се турка подбитна постапка законот за државјанство. Ни се подготвува законот за попис, во кој што ќе се попишуваат сите граѓани и ќе добиваат државјанство врз база на тројца сведоци, кои што живееле пред 10, 20, 30 години и повеќе во Македонија. Знаете, тоа
Што значи? Ни се подготвува интеграција на бегалците. Одамна македонската влада подпиша договор со високиот претставник на Обединетите нации за интеграција на лицата без државјанство. Нашиот премиер вети давање на државјанство на сите лица што немаат документи. Знаете ли дека српските медиуми, српските пратеници објавија документ дека е подпишан договор со Сорос за интеграција на 5 до 8 милиони бегалци. За тоа се одвоени 160 милиарди евра или долари. Не е битно. Знаете што значи? Па тоа е целосна промена на етничката структура на цел Балкан, не само на Македонија. Дали го знаат ова нашите соседи? Дали знаат дека после нас тие ќе дојдат на ред? Треба да повеќе да го знаат нашиот македонски народ. Да, јас ова сакам да треба да знаат што работат. И на сакам да го завршам како до излез. Па излезот за сите нас е расчистување со овие криминални структури. Гледайте нас кој не владее овде на овој македонски полуостров. Не владат се сами криминалци, трговци со акцизни стоки, трговци со бело робје и органи, со опојни дроги. Не водат лесбијки и поранешни барски дами. Не водат кратци на возила, осудени за таа работа. Осудени луѓе, аболицирани, амнестирани. Па тоа треба да се прекине во сите овие држави. Ако сакаме ние сите излеземе, иначе ќе бидеме сите фрлени во исти котел, ќе бидеме оплячкани, како што сме веќе и оплячкани во најголемиот дел. И тоа треба да се тоа до оплячка. Следи промена на етничката структура, кој што ќе изгуби физиономијата не само Македонија, неко сите држави на овој македонски полуостров. Дали се свесни за ова нашиве соседи? Затоа нашава политика мора да свати дека ние единствено што сега треба да направиме, треба да ги прекинеме разговорите, пристапните разговори за влез во Европската унија. Не ни треба Европа ако ние не сме равноправни со нашите соседи во преговорите и разговорите за Европа. Ќе ни уценува до даска 35 поглавја пута 28 земји. Тоа се 1000 можности да не блокираат. Ке не избришат до даска од Македонија и македонци нема да остане. Ке влеземе во Европска унија тогаш кога ќе не третираат равноправно. Нас не ни треба договор за добрососедство ако не имаме повелба на Обединети нации. Ако го почитуваме правото на самопредлогување, ако го почитуваме правото на реципроцитет, правото на суверенитет и еднаквост на државите во меѓународното право. Што ќе ни се договори? Ако ние немаме територијални претензии едни кон друг, ако ние имаме претензии да избришеме други народи и етноси да го земеме и да си ги присвоиме, да си ги асимилираме. Меѓутоа, за жал, тоа треба да го сватат сите. Нас ни требаат соговорници. За жал, не можеме да ги најдеме. Сегде не летуваме на инсталации. Ние прво треба да се заштитиме сами од себе си, да ги очистиме овие инсталации што ги имаме, не само кај нас, него и во соседството. Иначе сите отидовме до еден. Овде ќе бидат други етноси, други нации, други вери. Православието ќе исчезне. Гледате кој бран е на иселување. Европа се пополнува од Македонија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Романија, а овде доаѓаат други луѓе. Погледнете, никој не кажува што се случува на границата, колку конвои автобуси дневно проаѓаат. Ние сме се фатиле за односиве со Бугариве. Што имам ја да расправам со Бугарино? Ако сака да ме признае, нека ме признае, ако не, нека си врви по патот. Јас сум македонец, татко ми бил македонец, дедо ми бил македонец. Моите дедовци од искона се македонци. Запишано се во сите овие акти што ги кажам. Затоа нема разговор, нема преговор. Меѓутоа за тоа не ни требаат инсталации, не ни требаат недозреани политичари, туку треба луѓе кои што ќе се издигнат, не да коленичат сегде кај што ќе стигнат. Исплотен македонски народ да делува. За жал ние немаме опозиција, тоа ќе го кажам. Еве нека си го земат тоа опозиционерите. Тие се само приврзок на власта. Само им прават кворум во парламентот.
Го гледав интервјуто, Кога се дечинските потези. ке беше гостин тамо, покажува некои знаци на, не знам, ќе видиме Се што ќе надеваме. испадне. Меѓутоа, како што рековте, треба одличност и треба искреност со својот македонски народ. Задоволство причини и ова ваше одвоено време за македонски корени, господине Венецки. За крај да ви посакаме се најубаво, имајте си пријатен остаток од викендов, убав дочек на новата 2021, нека ви биде среќна и берекетна на вас и на вашето семејство. Здравје, да се чуеме наскоро овде на Македонски корени и во новата година. Благодарам и на вас и поздрав до вашите гледачи, до сите македонци, среќна и берекетна година, да ни е вечна Македонија, да ни е среќно и берекетно ново лето Господово 2021. Возвратени честитки, возвратени Послушање. убави зборови. Се надеваме дека 2021 година ќе донесе добро на Македонија, еднаш за секојаш, барем оние кои што се декларираат дека се грижат за Македонија, да ја исправат Македонија, да ги вратат основските темели и да почнеме онамо каде што бевме пред неколку години, меѓутоа да продолжиме во подобар правец, да се бориме само за Македонија, македонскиот народ и за ништо друго. Сретна и берекетна нова година. Вечна, довидување. Да е вечна и среќна и берекетна. Пријатно.